Принципијалниот став дека по секоја цена треба да се прикрива идентитетот или да се почитува презумцијата на невиност, ретко кога е во рамнотежа со љубопитноста на медиумите. Тие во трака по публицитет, иако реално се обидуваат, не успеваат докрај да ја реализираат таа професионална мисија. Се работи за комплетирање на случајот, пошто против СИ ќе биде поднесена соодветна пријава. Одговор на случајот денеска даде и лицето СИ, кој сакаше да се слушне и неговата страна од приказната. Prvenstveno ќе се навратам на малку поодамна, значи на конфликт пред 2 години. А не е само тоа, туку при обелоденување на втората страна се случува и да се помине преку линијата и да и се даде можност таа во потполност да го оправда своето поведение, кое според кажаното е само постапка, била предизвикана. И испровоциран од самиот тој настан, влегов во дворот, не е тврд предмет, како што стои во соопштението на порталот, него е копач. Тоа ми дојде при рака. И му е скрашишов решајмо. Нити сум се заканувал, нити сум ништо повеќе направил. Нити на него, нити на неја. Едноставно направи материјална штета. За да нема никаква натамошна штета, потребна е релаксација со оглед дека според најновите фалангистички научни достигнувања, напнатоста, а не вирусот е причината која предизвикува, например, заразата со корона, а тоа се разбира е подкрепено и со цврсти докази. Ќе ви докажам дека короната е необичен стрес, една обична емоционална повреденост и ќе ги докажам дека се тоа што се правеше со медицинските работници и се уште што се прави е нарачено за да дојде до тоа што ќе дојде. Моќта на ова тврдење е лесно проверлива, бидејќи авторот има долгогодишно искуство во различни сфери, а како една од спецификите кои можат уверливо да послужат во точноста на оваа диагноза е фактот дека неговите сознанија веќе имаат широка прифатливост дури и во глобални рамки. Овде сме на столбот на светлината кој што светели, кој што многу години одамна, пред 2000 години македонците немале патишта, ми имале на лосо движење. А морале да имаат столбови на светлината. Еден од тие столбови на светлината е бил овде, а потоа ќе продолжиме малку понатаму, ќе видите камења како се поставени од 2-3 тона во иста линија. Значи, овде е местото кај што е бил, како да ви кажем, аеродромот. Тука спаѓале, тука полетувале. Се разбира, таа генерација македонци била напредна, но се поставува прашањето како тие тоа знаење не го пренесувале од колено на колено. Па поновите, се уште мора да се мачат и да ги применуваат најстарите начини за да стасаат до капката што живот значи. Како што гледате и самите, водоводот мора да го снабдуваме преку небото. Ето, имаме држачи поставено, олуци исто така и мора да се молиме на Бога, нели, да заврне дожд. И на крајот, за да нема никакви дилеми околу тоа кому од сега ќе треба да му се молиме, мора да се запознаеме и со новите спасители на светот, меѓу кои се разбира дека има и такви што потекнуваат одовде. Да се представиме, јас сум дигитален војник на генералот Флин. Ние сме тука да ја прошириме веста за спасот на човештвото и планот Q. Ова е господин Огриновски, војно лице од Југословенската народна армија, завршена војна академија, офицер за телекомуникации. Овој пакт сепак има барем една фалинка. Од една страна од QAnon, тешко кој би поверувал дека официр на JNA би можел да го спаси светот, а неговата армија не успеала да ја спаси државата на која тој и служел.